пред непол месец дена, не го повлековте овој закон, иако двата закони кои што, како што и тогаш кажав, се полоши двата од овој, ги повлековте најмногу по заслуга на СДСМ, затоа што не ви даде двотретинско мнозинство, да граѓаните на Република Македонија и фирмите плаќаат поголем марач од овој кој што сега во моментов го собира владата на Република Македонија. Вие сакавте драконски да ги зголемите казните, согласно тој закон за прекршоци кој што го предложивте, меѓутоа ние успеавме да ве спречиме во тоа затоа што не обезбедивте двотретинско мнозинство за носењето на тој закон. Во објаснувањата кои што тогаш ги дадовте, видовме на слика на бледи објаснувања, се со цел да, иако во тој дел точна ви беше тезата дека барате смена, односно правење на нов организацијски карактер на овие служби, меѓутоа таа смена ја правите со тоа што внесувате орган кој што орган ќе биде, како што и тогаш кажав, многу појак од поголем број на министерства кои што ги има во владата на Република Македонија. Со овој орган вие на класичен начин, нормално преку владата на Република Македонија, ќе внесите класична и тотална партизација на инспекцијските органи во Република Македонија. И тоа вие го признали не, самиот закон кој што ни го нудите и со овој дополнет предлог, каде што дополнително само ја внесовте Државната комисија за одлучување по второстепени органи за прекршоци, само тоа го сменивте и нормално и во тој дел таа измена ние од СДСМ ја поддржавме, меѓутоа вас ви беше целта сосема поинаква, да граѓаните и во вид на жалба, која што требаше да ја поднесат до второстепен орган, плаќаат 10% од казната. Меѓутоа, како и да е, мислам дека на тотално безобразен начин владата на Република Македонија го внесе овој инспекцијски совет во рамките на Законот за инспекцијски надзор, каде што огромен дел на луѓе, кои што ќе ги предложи ВМРО, ДПМН и ДУИ, станува збор за покрај тие 7 владини функционери кои што ќе бидат поставени таму и ќе земаат и ќе бидат со 3,9 коефициент, ќе земаат некаде до 1500 евра. Тоа за жал во ниедна пресконференција нити вие во вашето образложение не го кажавте, затоа што тие 7 функционери ќе земаат повеќе пари од сите функционери во Република Македонија. Слично на она кое што ќе го има во Советот за радиодифузија. Што правите дополнително? Во тие 7 функционери внесувате нормално. Сега не знам како ќе бидат поделени, дали 5 ќе бидат за ВМРО, ДПМН, 2 за ДУИ или 4-3. Факт е дека внесувате луѓе кои што, како што вие велите, под наводници ќе бидат стручњаци дали за животна средина, дали за градежништво и урбанизам, 4-тиот ќе биде стручњак од управата, 5-тиот ќе биде од земјоделие и така натаму, глобално 7, кои што, како што кажав, ќе земаат 80 до 90 илјади денари месечно паушал. Значи не плата. Покрај тоа ќе може да си работат и на други работни места. Во ниеден момент владата на Република Македонија, представниците на Министерството за информатичко општество не кажаа за која заслуга овие 7 луѓе, освен нормално тој инспекцијски совет, како што вие велите, кои што со надлежностите кои што ќе ги има, едноставно треба да ја координира работата. Како да ја координира? Да врши што повеќе притисок на инспекторите во Република Македонија, колку што може повеќе да казнуваат. Мислам дека основната цел на она што ви е замислено и ви беше замислено како цел пакет на закони е клучно ова. Колку што може да се врши притисок, инспекторите да пишуваат повеќе глоби, се со цел што може повеќе да нормално се полни буџетот на Република Македонија. За жал, во образложенијата кои што постојано ги давате, она што опозицијата се обиде на одреден начин да го смени со овој закон, низ дебатата која што се водеше, затоа што со пишување на амандмани во второ читање, како што вие постојано не упатувате, апсолутно нема шанса тоа да се случи. И затоа, кога увидовте дека законот за прекршоци нема да помини, го повлековте законот за формирање на второстепен орган, каде што граѓаните и фирмите требаше да плаќаат казни за поднесување на жалба, кое што е уставно право, согласно членот 15 од Уставот на Република Македонија. Го повлековте тој закон и наеднаш претпоставувам дека во сите 240-250 закони во нивните материјални прописи ќе ги внесете овие комисии, затоа што имаме 70 на закони кои што се во процедура тука и уште дел од влада кои што треба да дојдат тука, затоа што по измените кои што ни доаѓаат гледаме дека основната цел е таа. Сакам да се задржам на два моменти. Првиот момент, бидејќи се воведува пракса, значи и вие
и Министерството за правда внесува пракса на полагање на испит, каде што согласно оние барем најголем дел што се правници би требало тоа да го знаат. Дека во правото се прецизираат одредби, каде што има точни и прецизни одредби, како што вие најчесто се повикувате, и неточни одредби. Вие внесувате испит, со кој што испит ќе може да бидат дел од луѓето кои што полагаат од тие 60 на прашања. Одговорот и со неточни одговори кои што ќе одземаат помалце поени и со многу неточни одговори кои што ќе одземале најголем број на поени. Тоа го направивте не само во овој закон, го направивте во Законот за полагање на правосуден испит и во редица на други закони кои што се донесени во собранието околу делот на полагањето на стручниот испит. За жал, таква пракса, председателката на Законодавно-правна комисија ме убедуваше дека колку и да е важна реториката или гледањето на студија на случај на инспекторите, на сите оние кои што вториот дел на испитот ќе го полагаат, е важна. Вие се повикувате дека со новата информатичка технологија испитот требало да биде спроведуван вака. Да, граѓаните треба да знаат, испитот ќе биде во сите овие закони полагање со заокружување или со дополнување. Че никаква пракса и не може со два студија на случаеви да инспекторите се каже дека ја владеат или не ја владеат материјата. Тврдам дека ова што со овој закон што вие ќе го донесете во собрание, затоа што опозицијата нема да може да ве спречи во тоа, вие ќе го извршите најсилниот и последен удар на инспекторите. Или ќе работат по ваше и ќе носат казни и ќе пишуваат глоби, или тие едноставно, како што сакате сега да изигрувате милозливи многу и наместо да ги бркате од работа, ќе ги сметнувате на некое пониско работно место. Веројатно беше некој свесен, ги поднесе амандманите за да овој предлог на закон биде ваков како што ни го донесовте во второто читање. Никако не можам да се согласам со членот 19, каде што вие предвидувате дисциплинска одговорност. На кого дисциплинска одговорност? Советот ги бира комисијата, жалбата од инспекторите треба да оди до Советот. Класичен пример на кадијате тужи, кадијате суди. Никако поинаку не можело да се толкува. Вие тоа ни го давате во овој закон во членот 19. Повикување на дисциплинска одговорност. Па може ли органите кои што ги бираат и пред нив да се жалаат? Кој од тој тип на жалба ќе биде усвоен? Ви тврдам, ни една. Ниту една нема жалба да биде усвоена. Јас можам да разберам дека едно од решенијата, ма тоа вие нити како решение прво го понудивте, кога видовте дека не врви работата, тогаш да, ќе се согласам формирање на ваква комисија, на второстепена комисија, бидејќи досега надлежноста целокупна беше во рацете на министерот, кој што ќе се и сега ќе биде под влијание на владата, меѓутоа као да изигрувате големи демократи, се обидовте со ова решение. Жално е што сконцентрирувате на луѓе, на 7 луѓе, кои што ви тврдам, по ниеден основ не можат да одлучат во овој дел. Овие луѓе ќе одземаат или ќе даваат лиценци. На кого? На кого тоа ќе го прават? Арач политиката, кога не успеавте преку законот за прекршоци да ја внесете. Вие, иако премиерот денес зборува дека секој административец треба да каже до мобинг, вие ни законска форма мобингот го правите. Тоа вие правите. И затоа ние по ниеден основ немаме намера да поддржиме вакво законско решение. По ниеден основ. Затоа што со притисокот кој што го вршите, со смената на дел од материјалните прописи кои што ги правите во оваа држава, вие едноставно барате начин како последните 6 месеци пред председателските избори да вршите уште поголем притисок врз граѓаните и фирмите, се со цел како што и денешната средба која што имаше премиерот со административците, да кажете да, нашата цел е ова, да вршиме колку што можеме поголем притисок. Вршењето на притисокот врз администрацијата со зголемување на надлежности на еден мал дел на луѓе, иако тој мал дел на луѓе се функционери. Вие согласно овој закон им давате право да нормално формираат стручно административни служби, кои што и на тој начин да осигурате дополнителен број на вработени. Го знам одговор, не ќе префрламе од министерства, не. Вие со овој закон им давате право да на ова, пошто е ова правно лице, правен субјект, инспекцијскиот совет, да тие, согласно потребата, а ќе имаат голема бидејќи доаѓаат избори, тоа да го прават. СДСМ нема никаква намера да поддржи вакво законско решение. Благодарам.